Добро вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дан се макабре со своето 623-то издание, односно 37-та, тоест последната епизода од 16-тата сезона на Дан се макабре е тоа што ќе имате можност вечерва да слушате, како и крајот на секоја сезона го посветувам на пресекот на изгледаните хорор филмови во тековната година, за да се добие пред се јасна представа кои се филмските квалитети кои што ги нуди модерната продукција на хорор филмови, кои калапи се кршат, кои тропи се актуализираат, кои прави најгрозоморни специјални ефекти, кои чудовишта ќе се реанимираат оваа година или па кои хорор блокбастери ќе бидат најголемите разочарувања за жанрот. Ќе ви приложам 12 остварувања кои ќе бидат земени предвид за титулата хорор на годината, која знаете дека се доделува во последната календарска епизода од 2025 година, како што ќе биде случајот оваа година. А до тогаш ќе ви ги представам кандидатите од првата половина на годината, па вие одлучете кој е убиецот помеѓу нив. А оваа емисија ја започнавме жестоко благодарение на The Violent Hour, односно композициите Sequence и Hell or Hollywood. Во прашање е новиот бенд кој што го оформи одличниот вокал кој што можевте да слушнете на Карла Харви, односно поранешната пејачка на Butcher Babies, која заедно со нејзиниот сопруг, односно Чарли Бенанте, тапанарот на Anthrax и плејадата на нивни пријатели, помогна за образувањето на овој албум кој што беше издаден пред неколку дена за Megaforce Records, односно во прашање е, како што можете забележите, на метал постава со тоа што на првата песна гостуваше човекот со кој ја започнуваме секоја емисија, а тоа е Джон Фајв, одличен гитарист, и уште еден виртуоз на гитарата гостуваше на втората композиција, односно Зек Уайлд се послужи со собствените акустични и електрични гитари. А во продолжение ќе слушнеме еден одличен проект кој во недостаток на System of a Down, мислам дека Дарон Малакијан е најблиску да биде некое инкарнација на сето тоа што System of a Down во минатото представуваше, односно Дерон и неговиот бенд Scars on Broadway веќе се етаблирани во рамките на метал сцената со издавање на сопствени албуми, со тоа што веќе го издадоа овој месец нивниот трет албум по Dictator, мислам дека беше 2018-та претходниот, а овој албум, односно третиот албум, Addicted to the Violence, беше издаден пред една недела, со тоа што од овој албум ќе имаме можност да слушаме две бомбастични композиции, односно Killing Spree и Satan Hussein. Така што се уште се држи до својата ангажираност и мислам дека ова е најдоброто олицетворение што може да го добиеме од триото на Дерон за сето тоа како би звучеле и како би изгледале System of a Down во 2025 заради тоа што имаат френетичноста и разјареноста која што беше препознатлива за бендот, која очигледно од каде всушност доаѓала. А Дан се макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, се борува против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритмот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната уметност до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 623 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Слушателите на Дан се макабре веќе се запознаени со мојата практика изгледаните хорор филмови во годината, да ги сортирам на листата на 50 најквалитетни хорор филмови, кои во последната календарска емисија ги презентирам 10, од кои го избирам хорор филмот за годината, но пред да дојдеме до таму, мора да се пресече вратот на годината и направиме еден полугодишен засек со еден
преглед на досега погледнатото. Именно ќе се обидам да бидам концизен и лаконски да ви ги приложам кратките содржини и причините зашто ја сметам дека се значајни за жанрот и што има да придонесат во неговите конвенции визави неговата богата филмска историја која што ја поседува. Изборот на филмовите нема да биде подреден по некаков редослед, рангирањето го оставам за последната епизода. Целта ми е да ви напоменам 20 на наслови кои можеби ќе ви се протнале низ вашите раце да ги погледнете, меѓутоа можеби сте и погледнале сите, така што убаво би било и да слушнете нечие туѓо мислење за нив. Од тие стотина погледнати филмови кои ги имав можност да ги сосредоточам во 2025-та, ги избрав 20 најзначајни на топ листата од 50, која се надевам дека квалитативно ќе биде пополнета во периодот околу Хелоуин, кога ќе бидат објавени дел од најочекуваните филмови оваа година, со оглед на тоа што се уште не ми се гледани Best Wishes to All Weapons, Alpha, Together, Predator, Badlands, така што верувам дека некој од нив ќе има удел за поместување на листата во текот на годината. Најпрво ќе ви дадам неколку бодежи на филмови од различни поджанрови кои можеби не би ги вброил во некаков топ 10, но сметам дека се значајни за проследување, па доколку некој ви се протнал низ прсти, ви ги препорачувам да ги погледнете Dark Match. Колку и да ви изгледа неспојлива и неприемчива комбинаториката помеѓу кечарството и хорор филмот, би ве замолил да ги занемарите тие предрасуди и да го погледнете ова хорор инди остварување, каде една кечарска тајфа заглавува во сомничав предел каде владеат туѓи правила, не само во борењето, туку и во живеењето и умирањето. Потоа Final Destination Bloodlines, односно продолжението од фамозната сага, има доста референции на претходните филмови, но и прекумерна воведна сцена во која што смртта доаѓа по своите, а мене најзначајни ми беа личните секојдневни интерферирања на смртта по кои што ќе го памтам филмот. Потоа The Surfer, режисерот на Vivarium сними еден напнат трилер во кој што беа тестирани нервите на ликот на Николас Кейдж кој што го глумеше од одвратните австралијанци кои не му дозволуваа да си сурфа на човекот на плажата покрај куќата на неговите соништа. Може да погледнете исто така и Getaway, односно хорор комедијата во која фамилијата предводена од Ник Фрост и Айлин Беа таман да замена на одмор го погаѓаат токму островот каде што оперира серијски убиец, каде комедијата е крвава. Grafted, ако сте љубители на телесни хорор филмови, тогаш пресечете ја кожата на Grafted, како што студентката си експериментира со кожата на незините жртви. Потоа ви го препорачувам и Freelance, мој фаворитче, кое што е хорорчето со микробуџет за монтажерката која ќе се нафати да монтира снаф филмови по цена на незиниот живот. Секако дека треба да се погледне и Маршмелоу, односно уникатен исчекор има овој филм во сета таа сага за филмови со кампери, каде во слешер жанрот го возобличи пред се во научна фантастика со еден неочекуван и свеж пресврт. Секако дека Freaky Tales треба да се напомене за љубителите на филмовите од 80-тите и жанровските антологии, кој овој филм дефинитивно е задолжителен за гледање, и ќе го напоменам уште Елс за тие што се по артистички настроени, по амбициозни гледачи кои немаат проблем со бизарности. Знам, опишувам многу мала демографија на гледачи на откачени филмови, тогаш нека го погледнат францускиот боди хорор Елс, каде луѓето се припојуваат со околината во едно ново битие. Да преминеме на 12 филмови кои ги селектирав за денес. Ќе одиме хронолошки како започна годината, односно во се уште во зимата, во јануари и февруари се појавија следните 4 филмови кои што сметам дека треба да ги земете предвид за оваа година. Носферату, кој иако имаше премиера на Католички Божич во САД минатата година, ние го добивме во киносалите на почетокот на 2025-та и треба да знаете дека јас ги категоризирам филмовите во мигот во кои ќе ми станат мене лично достапни, а некога во некоја американска во која ебина ќе играат на некој фестивал и ќе гледаат двајца таму, така што можевме да се увериме во мајсторлукот на Роберт Егерс во четвртиот филм во кој што го даде неговото видување на
100-годишниот филм на Мурнау за грофот Орлок, кој купува имот на запад со цел да се пресели во него и започне да ја пие крвта таму, со посредништво на господинот Харкер, кој ќе му ги реши имотно-правните проблеми, како и го доближи вратот на неговата сопруга Мина до сласниот вампир, кој ќе прогонува дури и во незините сни. Секој кадар од овој филм е визуелно задоволство, кое може да си го урамите и ставите на вашиот зид или некој метал бенд да го искористи како омот на нивен албум. Иако приказната е изверглана 1000 пати, свежината на Егер се состои во уникатниот чорбаџиски изглед на вампирот под импресии на лептирица и свето место, одличниот перформанс на Лили Деп и Бил Скарсгард, загадочната атмосфера и провоцирањето на животното на Колец се белезите по кои што ќе се означи пред се една од најдобрите адаптации на митот за Дракула во историјата на човештвото на филм, иако не ќе беа на одмет неколку загризувања вишок или некое крвопролевање плюс кое ќе се памети, силен конкурент за титулата хорор на годината од страна на Focus Features на Universal. Потоа Companion. Иако повеќе натежнува кон научна фантастика, не може да се порекнат хорор крвотеченијата во деби филмот на Дру Хенкок, во кој од едно вообичаено викендашко одење во оддалечена колиба на парови ќе прерасне во меѓусебно убивање од страна на луѓето и нивните андроидни придружници. Софи Тачер одлично го носи филмот на својот грб и изобилието на пресврти ја наголемува непредвидливоста на остварувањето, кое отвора прашања за потребата од аниматронски придружници на модерниот човек, кој не може да воспостави релација со човек од коски и кожа, па мора да има контрола врз симулакрум со копија на човечки чувства за самиот да се почувствува исполнет, додека не добие нели самосвест, се распира. Има доза на хумор, убиствата се на дневно светло и да имаше поголема тензија во првата половина, каде се ситуираше филмот во домените на романтичната комедија, ќе котираше многу повисоко кај хорор љубителите, но сепак е едно многу вешто и впечатливо жанровско возење на New Line Cinema. Потоа, Presence. Скок во жанровските води си допушти и филмскиот ветеран Стивен Содерберг, чиј што нов филм беше прикажан на Sundance и набрзо потоа го објавија Неон, за да може сите да ја погледнеме приказната за семејството чија ќерка предпоставува дека има дух кој ровари во домот на фамилијата, но кој да и поверува. Жанровскиот исчекор се состои во чинителот што филмот е снимен низ перспектива, односно фокализација од самиот дух, така што ова е многу важен метод за да ја погледнеме конвенционалната проколната куќа со духови од невиден агол, а кога на тоа ќе се додаде и бизарниот епилог, добиваме полн поголок според мене. Може би не е доволно насилен за секој хорор фан, меѓутоа сосема доволно е што Содерберг ни покаже дека може да гледаме низ очите на мртвите, орудие кое во иднина ќе го искористи некој покрволочен автор и направи зверски филм, а оваа година му се заблагодаруваме на Стивен што достапна на хорор жанрот ја направи оваа алатка, кој во последните години докажа дека технолошкиот дефицит не смее да биде изговор за оживување на приказните кои ги носиме во себе, што е лесно да се каже ако не ти го откупува и ти го емитува филмот. И не смее да се заборави за зимскиот период да се истакне Hard Eyes. Денот на влюбените беше одбележан со еден слешер, како што доликува, нели, во кој двајца колеги ќе треба да ги преживеат нападите на убиецот со срцевидни очи, кој напаѓа парови на празникот, само што тие уште не се пар, а му стануваат негови потенцијални жртви. Уште еден филм налик Companion, кој силно се послужи со тропите на романтичните комедии за да го ситуира действието, кога ќе дојде маскираниот убиец со сечило жедно за крв, ќе почне да ги наденува жртвите како ќе стигне, особено ако има драйв-ин прикажување, например, на филм на отворено, тоа е како шведска маса за него.
Джош Рубен, режисерот на Scare Me и Werewolves Within, го режира овој филм, а потребната свежина во диалозите се должи токму на обединувањето на силите на авторите на Happy Death Day и Freaky, што беше повеќе од потребна за самиот слешер жанр. Screen Gems го дистрибуира филмот, односно новиот иконичен маскиран слешер е тука, кој му е конкуренција на My Bloody Valentine за празникот, кој можеби многу повеќе се наклонува на тропите на романтичните комедии, исто како и Companion, но затоа пак компензира со доста крвави бодежи во третиот чин. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Ќе продолжиме во духот на модерните метал изданија од албумските остварувања. Алис Купер, ветеранот на шок-рокерот, ветеранот на рок-н-рол сцената, се врати со The Revenge of Alice Cooper, неговиот нов албум, него ќе слушнеме Apple Night, потоа Dead Guy ги слушаме со композицијата Kill Fee, која го отвора нивниот нов албум Near Death Travel Services. Fallujah ги слушаме со Kaleidoscopic Waves од новиот албум Xenotaph. Slaughter to Prevail исто така објавија нов албум Grizzly, ја слушаме синглката Viking. Sodom ги слушаме германските трешери со Witch Hunter од нивниот нов албум The Arsonist и ќе завршиме со Industrial Metal, односно Suicide Commando со Necrophilia Body to Body од Final Stage, последниот нивен албум сега за сега, и потоа ќе се вратам во етер со пролетните хорор филмови кои што имав можност да ги погледнам и ви ги издвојувам најквалитетните помеѓу нив. Со селектираните филмови ќе продолжиме со творби кои се издвоја во пролетниот период, односно март, април и мај, меѓу кои е достигнувањето Dead Talents Society, односно тајванска хорор комедија во режија на Џонг Су, каде исто така ни беше понуден поглед во задгробниот живот, меѓутоа од перспектива на духовите, но конкретно за нивното непостоење и не се разликуваше многу од нашето битисување, затоа што имаше надпревар за тоа кој ќе направи најголемо застрашување, за да може да се манифестира во светот на живите, да ја премине бариерата. Така што во репетитивниот циклус на умирање на едно место секако дека остави крвави дамки во просториите каде што беа ликвидирани духовите. Прекумерностите се препознатлива одлика на комичните агенции на овој филм, каде соперништвото на неискусниот дух со ветеранката стана двигател на делото под закана за исчезнувањето во заборавот, така што имаше и тој елемент. Филмот беше фуриозен, незапирлив, забавен беше, каде за разлика од останатите, например, сетингот е од хорор провениенција, но целите се комични и мелодраматични, така што да беше влогот поголем и конкуренцијата поригорозна, верувам дека ќе беше поопасен и позапамтлив филмот, но и без тоа е едно од најзабавните азијски хорор комедии, барем што некогаш се појавиле од Тајван на Netflix. Потоа во пролет можете да погледнете и Еш за љубителите на Alien, секако дека и вечерва ќе има нешто што да ви препорачам, а тоа е новиот филм во режија на Flying Lotus. Да, тој Flying Lotus, музичарот, кој откако ја сними едно од најбизарните антологии на сите времиња, реши да го врати космичкиот хорор на големото платно со истражувањето за убивањето на екипажот на планетата на која се буди ликот кој глуми Елза Гонзалес. Арон Пол е антипод на несудената Рипли, а режисерот е решен да ги бомбардира пред се гледачите со непогледнати светови низ халуцинаторен трип, кој за мој вкус беше премногу млак, познавајќи колку знае да биде ревносен режисерот, и мислам дека имало резигнација од негова страна да замине во неповрат делото, и токму таа бескрупулозност да беше белег за паметење, како во случајот со Кусо, например. Тоа немаше да го спречи Еш да биде, например, Indie Alien за публиката на стримерот Shudder, каде можете да погледнете бројни инди хорор изданија за кои се крие оригинална идеја, која се разбира дека блокбастерите би ја експлоатирале во иднина. Во случајот на овој филм е обратно, но тоа воопшто нема да им пречи на љубителите на научно-фантастичните хорор филмови, заради тоа што тие се веќе навикнати на веќе утврдени репетиции.
Исто така, пролетта се појави The Ugly Stepsister, еден од најоригиналните сценаристички пристапи оваа година од независните филмови кои завршија на Шадер. Секако дека беше оваа норвешка хорор бајка, односно Ugly Stepsister, кој го предводи Елвира, која животна цел и е во обкружувањето обседнато со атрибутите на физичката убавина, да го шармира принцот, само што подвизите кои треба да ги смогне подразбираат масакрирање на сопственото тело, односно страдање за убавина. Инвентивноста е што се содржи во тоа што бајката за Пепелашка сите ја знаеме, меѓутоа дали би знаеле како Рашомоновски гледа нејзината сестра на борбата за внимание на принцот, например. Се сечеа прсти, се гмечеа носеви, нема што повеќе да барате од една периодична приказна, каде запамтливи се тие сцени што менаш ги погледнете. Едно од најзначајните пред се остварување од неанглиско говорно подрачје во изборот за хорор филм на годината. Деби долгометражно остварување на режисерката Емили Бличфилд, која компетицијата за истакнување на телесната убавина во сталежот дозволува да еманира и паралела се прави со нашата денешница, каде исто така се слават пред се површностите на физичките атрибути, само што тоа се чини со самослик на Инстаграм, правејќи го да биде просторот каде што се лови вниманието на по некој богат шеик или неговиот принц. И во пролетниот период исто така треба да се напомене уште едно инди остварување кое ми остави печаток, а тоа е Dead Mail. За да биде доминацијата на Шадер оваа пролет евидентна со своите инди хорор остварувања, ќе мора да го напоменам и инвентивното жанровско освежување Dead Mail во режија на Джоде Боер и Кайл Меконахи, односно тоа се режисерите на Баб од 2020 година, во кој требаше да се измолкне мајката од рехабилитационен центар, а во новиот нивен филм еден заробеник ќе се обиде да дојде до поштенското сандаче за да испрати писмо со кое ќе побара помош, односно писмо кое ќе заврши во вистинските раце, меѓутоа во погрешен момент. Филмот е снимен да изгледа како ефтин експлоитейшн филм од 80-тите, кој би го пронашле на видеокасета, излижано се разбира, но нека не ве лаже. Изгледот етапното градење на приказната каде се впуштаме најпрво во перипетијата и потоа се запознаваме со ликовите и преценивната поврзаност е вешто реализирано, од која многумина може да научат, затоа што линеарно, ако се прераскажеше приказната, тешко дека ќе зборував за филмот денес, но со овие белези има доволно потенцијал да се најде на листата, иако до крајот ќе сватиме само колку се самотни овие иноватори на синтесайзерот кои завршуваат во нечија туѓа робија. Правиме тука уште една кратка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе ги најавам најагресивните бендови кои ќе слушаме денес, кои исто така имаат издадено албуми во рамките на овој месец. Едни од нив се Azure Mote, односно експерименталниот бенд со композицијата Bleed with the Moon. Ја избрав од нивниот албум Cryptic Aura, потоа американските black metalци Abigail Williams со Talk to Your Sleep од нивното одлично ново остварување Avoid Within Existence. Потоа ќе слушаме Lord Belial, уште еден black metal бенд со Blasphemy, композиција од Unholy Trinity, и Shadow of Intent. Завршуваме со Deadcore-ците со Infinity of Horrors на симфоничен начин, се разбира, со од нивниот нов исто така квалитетен албум Imperium Delirium. Така што слушаме најагресивните бендови за вечерва, како едно предупредување за изборот на хорор филмовите кои имав можност да ја погледнам во овој летен период. Така што уживајте пред да ви говорам за последните филмови за вечерва. Во пеколните летни горештини, односно во периодот од јуни и јули, би ги издвоил за самиот крај на емисијата 4 следни филмови, односно Fear Street, Prom Queen,
Филм кој откако пред неколку години се појави првата трилогија од адаптацијата на Young Adult новелите на R.L. Stine во Грозоморен, се разбира, во три различни епохи. Оваа година во периодот кога почнаа матурите добивме едно ново крвопролевање на Netflix, овој пат само еден долгометражен филм во кој во средното училиште Shadyside почнува убиец да ги сотре пред се кандидатките за кралица на матура една по една, што значи дека маргиналците се тие кои треба да откријат кој е убиецот со наметка. Колективните убийци во последните неколку години стана тренд во слешер хорор поджанрот, откако Вресок ги промовираше двојните серијски убийци. Од логистички поводи многу полесно е да се ликвидираат повеќе жртви, а за причинителите за убивање секако дека ќе бидат врзани за суетност. За некого има секира, за некого има Сатурн, но за секого има квалитетно поминато време со овој слешер кој веќе има култни сцени од претходната трилогија. Убаво ќе беше да се издвоеше некоја и од новиот, камо да имавме девојка која прави практични ефекти во мојот клас, ќе беше тоа многу по забавно учење во средно училиште. Повеќе пари се фрлени на изборот на музиката отколку на кастингот на филмот. Тоа треба да се напомене на режисерот на Калибре, односно Мет Палмер, но избраниците си ја завршија работата за која што се наменети. Sinners. Ако не се лажам, Sinners е најскапо буџетираниот хорор филм на оваа листа со $90 милиони, кој исто така и најмногу заработи на киноблагајните, и имам скепса дека клиентелистичкиот однос имал примарни цели во овој филм, кој е солидно режисиран од Рајан Куглер, режисерот на Крит и Блек Пантер, ама пак каков хорор мислите дека е способен пред се да сними, односно периодичен хорор филм во американскиот југ, каде близнаците кои глуми Майкл Би Джордан треба со парите на Ал Капоне да отворат бар за време на прохибицијата, ама посетители ќе станат и вампири ако се поканети, нели? Не е спорно дека прекрасно е снимена танцовата точка, исто како што не е спорно дека филмот е предолг и му фали едно сериозно редуцирање, за тоа што не може едно купче да се фрлат сите жанрови, да се измешаат и да се добие филм кој ќе ги задоволи сите гледачи. Не работи тоа така ни во вестернот кој е сведоштво за развојот на блузот на југот, ни во мафиошкото доба каде се доселиле ирските вампири. Ако сакате да знаете каде се родил блузот, имате милиони подобри документарци, а вампири има на југот од Самрак до Зори па дури до True Blood. Новитет е спојувањето на овие две струи во еден филм каде не се добро подмачкани сите делови што ја движат филмската машина и се крие подобар филм ако помине некој со ножици на 70 мм филмска лента, ама Warner тоа нема да го дозволи, затоа што поважно е да сте вие гласни, да во киносалите да огладнете, да се продаваат чипсови, пуканки и кола-коли, отколку да се создаде покохезивно филмско остварување. Какво што беше, например, Bring Her Back, односно режисерското остварување на Дени и Майкл Филипоу, кој снимија еден одличен хорор филм за ритуал, кој не се изведува баш како што треба, затоа што нема јасен прирачник на неговата практика, освен едно матно видео, без образложение за посвојувачката на двете деца која сака да ги искористи за да ја врати душата на незината почината ќерка, ама во трансакцијата на живот и смрт нема сите да бидат задоволни. Режисерите на Talk to Me повторно се фатија со демоните на слично мало, ама само што овие демони се повеќе сервилни да го исполнат ветеното, да бидат од помош доколку го добијат тоа што им се случува. Нели? Ефектите не само што се на ниво, има едно јадење на ножа што ќе биде синоним за хорор сцена на годината. Со самото тоа што имаше непресметливи ликови со кои под закана беа цело време протагонистите, дека секој миг може некој од нив да се разјари, да се задржа пред сетензијата од почеток до крај, токму поради нив, додека не ги однесе матната сите. Еден од најсериозните кандидати за хорор на годината, кој на Носферату може да му ги помати сметките за таа позиција,
не знам, тоа ќе видиме до крајот на годината. A24 конечно се вратија на сцената со успешен хорор филм по подолго време на исполкување на ќорци и да го напоменам Dangerous Animals. Уште еден австралијанец имаше успех ова лето, чиј филм дефинитивно може да го толкуваме како летен кинохит. Шон Берн е режисерот кој направи хетрик, односно по The Loved Ones и Devil's Candy уште еднаш докажа дека владее во доловување на локалните мафијаши, односно манијаци, се извинувам, на филм, спојувајќи два понжанра, односно слешерот и анималистичкиот хорор на начинот што има еден харизматичен серијски убиец кој поканува момци и девојки на бродот за да ги носи да пливаат во кафе со ајкули, за потоа да ги закачи на јадица и да им ги фрли на ајкулите. Джей Кортни стана денешниот еквивалент на убиецот на Волф Крик со маниакалност каква што би очекувале од еден антагонист кој се замислува дека е ајкула помеѓу луѓето. Најдобра одлука беше што AFC да окупат филмот уште на Канскиот филмски фестивал и да ги обојат езерата, бурињата и океаните со крв. Доколку продолжи режисерот на овој начин да овековечува филмски манијаци кои уште снимаат на видеокасети, пред се ги задржуваат нивните трофеи во нив, ќе помине долго време без да погледнеме некаков негов филмски неуспех. Дури и да не им се јаде најкулите, тука е чичко Брус Такер да ги отвори раните малку пошироко. Како и секој музички албум од 90-тите, така и овој не може да остане само со 12 композиции, мора да има една скриена, па така 13-тиот филм, кој не го најавив, а стана достапен вчера и не смеев да го пропуштам гледањето на повратништвото на реформаторите на зомби жанрот, односно Алекс Гарланд и Дени Бойл со 28 Years Later, како на дополнување на 28 дена и 28 недели од трилогијата, каде 3 децении по ескалирањето на инфективниот вирус, кој ги претвори луѓето во брзи зомбија, се повлекува народот да живее во комуна на остров, додека не му падне на памет на едно момче да побара доктор кој ќе може да биде од помош на неговата мајка, па затоа оди во крајбрежјето, или тоа барем што останало од него, само што таму знаете дека има реанимирани мртовци кои се прилично гневни. Бойл во оригиналниот филм Празнотијата на Лондон ја долови со диви камерчињата на Дод Ментал, кој беше на гостин на браќа Манаки изминатите години. Филмскиот фестивал кој се одржува секоја година во Битола, а во новиот нареди бројни айфони и кружна даска и снимаше длабочина на тој начин. Така што Бойл не се плаши да експериментира со своите алатки и да претера со CGI и интензитетот во колор корекцијата на боите, но му се може. Затоа обесениците, стралите во вратовите на брзите зомбија уловени во фриз фрейм ќе бидат позитивна одлика на филмот, а секако дека има зашто тотем од черепи на самата обвивка на омотот на филмот. За жал е отворен крајот за новиот дел, односно Камениот храм, кој ќе го добиеме наредната година ако се оди како што треба, но ако има исто така голем број на кадри, ќе, како и овој филм, ќе уживаме како што уживавме во продолжение, во кое тензијата сама по себе си доаѓа со брзите зомбија и нивните алфа предводници, што исто така беше своевиден поредок има во хаотичниот свет во кој што зомбијата дури и јадеа црви. Джоди Комер беше одлична како и секогаш со оваа нејзина бивалентна улога, а да го поздравиме и капетанот Курц, односно докторот глумен од Ралф Фајнс. Поквалитетен според мене беше овој филм од двојката, меѓутоа секако дека е недораснат за кецот. И како и секоја последна епизода на Дансе Макабре, сакам да одвојам време на едно мое заблагодарување. Традиционално во последната епизода од сезоната оставам простор најпрвин да се заблагодарам до сите слушатели кои одвоија време да ги слушнат епизодите од 16-тата сезона на радиоемисијата Дансе Макабре и на сите слушатели кои го инвестирале нивното внимание и доверба на емисијата изминатите 16 години, затоа што без нив ќе немаше кому да се обраќам сите овие години.
жртвите кои ги бара од нас ова импровизација од радио се големи и се надевам дека ќе имате разбирање за пропустите и недоследностите кои сум ги имал во текот на сезоната, предизвикани најмногу од умор. Меѓутоа, кој убива, ова да работи, тој знае и да греши. Во 16-тата сезона реализирав 37 епизоди, 2 повеќе од претходната, бројот не е поголем затоа што покрај ова реализирам уште 2 други емисии, односно TV103 со 13 серии и видеологија со 50 епизоди годишно и секако работам на 4-тата, односно заедничката емисија која што гласи домашна работа на уредниците на Канал 103, така што да беше достапна модерната наука и технологија, да можев да се поделам на 4 места, ќе имаше поголем број на епизоди, ама до тога ќе добиете онолку епизоди колку што моето здравје ќе ми допушти. Дансе Макабре е продукт на љубов од моја страна, кое моje мислење е дека има направено многу за промовирањето на домашната култура, за разлика од останатите медиуми, а ако мислите дека ова е преценување, тогаш покажете ми пример на друга емисија која денес има 90 гостувања на домашни режисери и режисерки и 70 гостувања на домашни бендови да промовираат стотици филмови и албуми. Делата нека зборуваат во моето име. Во 37-те епизоди имав гостување само на 5 режисери и режисерки оваа година, започнувајќи со Димитар Оровчанец и Уби ги прво децата, потоа гостуваше Гоце Цветановски за бизнисот на задоволството, па ретроспективата ја можевме да ја продискутираме за делата на Тина Величковиќ, па Трифун Ситниковски говореше за краткиот Мала шега и завршивме со Мартин Чичовски за делата од неговата продукција Марви. Со оглед на малиот број на продуцирани филмови од дупката која се создаде во изминатиот турбулентен период од конкурсите на Агенција за филм, намален е обемот на издадени филмови, но сега има прав човек на кормилото и ќе добиеме квантитет на изданија и ќе се подрувам да донесам повеќе автори наредната сезона. Преполовен е бројот на гостување од минатата година, но квалитативно воопшто не заостанува, се извинувам, овие изданија. Што се однесува до гостувањето на бендовите, нив ги имаше 6 на број, односно новите албуми ги представија Lost in Reverie, Фуснота, Conspiracy, Discops и Прекурет, меѓутоа имаше уште 3 музички интервјуа, односно гостуваат членовите од трибют бендот за Дед, како и двајца организатори на метал фестивали кај нас, односно Востание и Metal Discharge, така што музичката сцена имаше 9 представници оваа година. Покрај овие фестивали и ПИН конференцијата доби мој осврт, но не беа тоа единствените гости на кои сум им благодарен. Диверзитетот на емисијата беше загарантиран и со гостувањето на стрип автора Стефан Николовски, со кого разговаравме за стрипот Jitters, со подкастерите Дебели Гикови зборувавме за нивните омилени филмови, серии и видеоигри, а ја промовиравме и Дансе Макабре, односно книгата на кратки хорор раскази од Тина Иванова, доаѓајќи до севкупниот број на 17 гостувања, што е речиси половина од сезоната. Моje видување дадов и за филмовите кои има премиера на Sundance, Берлинале и Кански, за да знаеме на што да внимаваме оваа година. Како филмски критичар реализирав 7 епизоди посветени на рецензирање на 50 на филмови, а задолжението да бидам музички критичар го исполнив во 3 епизоди од едицијата Раритет, се извинувам, каде рецензирав 12 актуелни домашни музички албуми. Не му посветив ниту една епизода на Дилан Дог, срам да ми е, знам, затоа што ми фалат броеви од колекцијата и никако да дојдат во државата за да можам да презентирам една десетка поред, затоа ви ја представив балканската антологија Тера, посветена на Дейвид Бови. Направив и една меморијална епизода за Дейвид Линч и една револтирана епизода посветена на фрустрацијата од несреќата во Кочани, да биде огледало за домашната музичка сцена, каде се наоѓаме денес и што можеме да поправиме сите ние заедно. Неколку денови трае подготовката на една епизода на Дансе Макабре, така што замолувам за разбирање на сите тие албуми и филмови кои нема дојдено на ред да бидат или анализирани или поканети авторите во емисија, затоа што
Една емисија неделно ми е дозволено и понекогаш има екстерни фактори, како што беше, например, забраната за доаѓање на водителите во Канал 103 во радиото од страна на МТВ, што зададе сериозен удар на почетокот на сезоната и го попречи моето работење, но не го спречи, затоа што најдов начин да реализирам интервјуа надвор од радиото. Потоа следуваа деновите на молк по смртта на младината во Кочани, па државата одлучи да затвори илегалните ноќни клубови, намалувајќи го просторот за свирење на бендовите, но подобро да сме на безбедно отколку да ја пееме последната песна во нашите животи. За наредната сезона се надевам дека ќе имам сила да направам 30 на епизоди со кои јас и вие ќе бидеме задоволни со нивната реализација. Тоа е целта на која се стремам, меѓу другото, и за тоа треба да сме живи и здрави. Проблемот со осветлувањето најверојатно го решивме оваа сезона во радиото, но остана во лето на 40 степени да нема климатизација изминатите неколку години во 103, па имаме еден вентилатор кој исто така како и радиото стиска заби да ни циркулира воздух, да не исподцркаме од жештината. Вториот вентилатор кој е наша собственост упорно ни го крадат од околните канцеларии во МТВ, па секоја среда одам на лов по истиот, некогаш го наоѓам, а некогаш не, во зависност колку среќа имам околу тоа. Колку и да ви звучи излитена констатацијата, ама Дансе Макабре е во служба на културниот идентитет на државата, колку и да не сака државата да го согледа и препознае тоа, односно мојот труд бесплатно го споделувам за промовирање на културните добра кои ги поседува оваа држава и се обидувам да биде во текст со актуелните филмски и музички случувања. Еден мој задолжителен културен рок кој го служам секоја година за да помогнам да се прошири уметноста во нашата држава на начин кој го заслужува, за да биде восприемена и да го окупира радиоетерот, ако ништо друго, барем за мој инает. Сите епизоди ги аплодирам вечерта по завршувањето на емисијата на мојот YouTube канал и гостувањата во цело се достапни веќе наредниот ден и за снимнување во аудио формат. Тоа јас го правам секоја среда до изгресонце за да ги имате од четврток на располагање. И оваа година ќе повторам дека Дансе Макабре ќе продолжи и понатаму да биде отворен прозорец за домашната и светската култура, непречено да известува за квалитетите кои ги нудат уметничките творби кои се создаваат во рамките на државата и надвор од неа во контекст на жанровскиот филм и субверзивната музичка сцена пред се. Дансе Макабре ќе биде медиумски портал во кој ќе се слави уметноста, затоа што тоа е менталната храна која е важна за одржување на здраворазумието и критичкото размислување на рецепиентите, од помош за градење на силна слободна мисла и проценување на квалитативите на уметничките творби, што сметам дека ќе помогне за дообразување на слободумен народ со повисока свест и познавање на културата, кој никој нема да може да го злоупотреби и изманипулира, задавајќи го ударот на шундот и апатијата со творештво кое ќе не надживее сите нас. За самиот крај на емисијата ќе имаме може да слушнеме норвешките прогрокери Агропелтер, кои го издадоа нивниот одличен албум The Book of Hours, кој е едно посветување и подсетување на рок-н-рол кога се создаваше во зачетокот на прогресивните призвуци во 70-тите. Во оваа емисија ви го споделив моето мнение за филмовите Brinkerback, Sinners, The Ugly Stepsister, Companion, Dead Male, Dangerous Animals, Dead Talent Society, Nosferatu, Hard Eyes, Presence, Fear Street Prom Queen, Еш и за 13-тиот филм кој го погледна вчера, најсериозните наслови во игра за титулата хорор на годината во Дансе Макабре. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 623-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре ви се заблагодарувам за вашето внимание кое несебично ми го дадовте сите овие 16 сезони од емисијата. Продолжете да гледате хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари.